Ова е проект кој што општина Кавадарци го аплицираше заедно со ЗЛС и со НАЛАС и обезбедивме поддршка за опремување на оваа сензорна соба преку проектот за јакнување на локалните капацитети за имплементација на Агенда 2030 со цел да им се помогне на ранливите категории да имаат посоодветни услови за напредокот на нивното здравје. Ова е еден од проектите кој што беше и дел од програмата на градоначалникот Митко Јанчев, кој што го аплициравме и еве конечно го реализиравме во овој дневен центар. Се надевавме дека овој мал проект ќе овозможи на корисниците кои што сега во моментот ги имаме 9 на број да имат подобри услови за нивен понатамошен психички, подобар психички развој. Ова е еден мал проект кој што му претходи на нашите напори да го отвориме регионалниот центар за деца, односно за лица со попреченост, кои што сме у фаза на обезбедување на претходните услови и се надеваме дека со овој проект ќе обезбедиме поповолни услови за сите корисници на овој дневен центар. Знаеме дека сега сме во ограничени простори и се надеваме дека ова опрема ќе почне да функционира и ќе биде пренесена во новиот центар кој што планираме да го направиме во иднина. Има ли некои рокови до кога би можело новиот центар да започне да функционира? За сега не можам да кажам, ги обезбедуваме претходните услови со реализација на имотно-правните односи околу земјиштето. По завршувањето на постапките кои што зависат од другите институции во Република Македонија, ќе можеме да дадеме точен термин кога би можеле тоа да го реализираме. Се надеваме дека во пресрет на овој проект ќе излезе и Министерството за труд и социјална политика, каде што ќе можеме за заеднички сили да го реализираме овој проект. Најпрво сакам да изразам благодарност до општина Кавадарци како и до ЗЕЛС за оваа донација, која што е многу важна пред се заради подигање на нивото на работата на стручните работници во дневниот центар за лица со попреченост, а секако како бенефит најмногу тоа че имаат нашите корисници кои што секојдневно ги користат нашите услуги. Тука тие ќе се чувствуваат многу порелаксирано, ќе се опуштат и ќе научат многу повеќе за се она што е поврзано со сензорните активности. Сензорната соба представува инструмент, алатка во рацете на стручните работници, преку која што тие ќе им одговорат на потребите на корисниците за задоволување на нивните потреби. Исто така, тука сакам да напоменам дека Центарот за социјална работа, заедно со Министерството за труд и социјална политика, секогаш работи на унапредување на правата и подобрување на услугите за лицата со попреченост. Како едно од тоа е и нашето барање до општина Кавадарци, кој што аплицираше на проект за изградба на нов дневен центар, кој што веќе е ставен во годишниот план за инвестиции на Министерството за труд и социјална политика, па се надеваме, нели, како што кажа и секретарот, по завршувањето и до комплетирањето на техничката документација, дека во Кавадарци ќе започне да работи еден нов современ дневен центар.